Почнуваме со вестите. Прва тема во овој дневник – гасификација на Штип. Објавен е повикот за избор на фирма која ќе го изработи основниот и идејниот проект за изградба на секундарната гасификациона мрежа. Општина Штип стартува со проектот за изградба на секундарна гасификациона мрежа. Градоначалникот Благој Бочварски на денешната пресконференција информираше дека објавен повикот за избор на најповолен понудувач за изработка на основен и идеен проект за изградба на 20 км гасоводна мрежа. Јавниот повик е објавен на 19 февруари во електронскиот систем за јавни набавки во службен весник на Република Македонија и во службено гласило на Европската Унија. Проценетата вредност на проектот без вклучен ДДВ е 4.950.000 денари и ова е стартната цена за компаниите кои имаат интерес да го изработат проектот. Ова значи дека започнуваме еден крупен процес, долгогодишен процес кој што ќе значи олеснување на животот на граѓаните, кој што ќе значи многу заштеди на енергија, многу помали сметки за загревање на своите домови на граѓаните. Општинските, државните институции ќе плаќаат многу помали сметки за загревање, што значи 40 до 50%, а некаде и до 70% ќе имаме помали сметки за загревање. Индустриските капацитети во општина Штип исто така ќе имаат огромни олеснувања поради овој крупен капитален проект кој што го најавуваме денеска. Бочварски истакна дека огласот ќе трае до 12 март, пошто ќе се одржи електронската лицитација за најповолен понудувач за изработка на основен и идеен проект за секундарна гасоводна мрежа. Тој забележува дека овој проект ќе им послужи како основа за развивање на мрежата, согласно потребите на граѓаните и фирмите кои веќе имаат пројавено интерес. Доколку некои идни генерации некогаш почувствуваат потреба дека тоа е малку, ќе можат да го надградат овој проект, меѓутоа ова е сосема доволно за една почетна фаза која што јас верувам дека во наредните десетина години ќе ја реализираме целосно. Штипскиот градоначалник на денешната пресконференција додаде дека ќе предстои период во кој локалното раководство треба да одлучи дали секундарната гасификациона мрежа ќе се гради од буџетот на општина Штип, преку формираното јавно предпријатие за гасификација или пак преку јавно-приватно партнерство. Очекува и наредната година да се постави првата цевка на секундарната гасификациона мрежа. Денешниот ден е светски ден за борба против ретките болести. Редовна и бесплатна терапија, категоризација на ретките болести, но тие да не бидат пречка при вработувањето, бараат Сдруженијата за борба против ретките болести. Денес на меѓународниот ден министерот за здравство најави зголемување на фондот за ретките болести. Во државата околу 450 лица живеат со ретка болест. Од Сдруженијата алармираат дека во наредниот период нивниот број ќе достигне до 2000. Во 2015 година е направен најголемиот напредок, кога се обезбедени лекови за 18 диагнози, а се воведи и регистер за ретки болести. Оваа година министерот за здравство, новиот министер Венко Филипча, вети дека ќе се набават и нови лекови. Сега на пресконференцијата која имавме за денот на ретки болести, тој рече дека уште сега, значи во текот на нареднава недела ќе има тендер во кој ќе има 3 нови лекови за нови диагнози кои се регистрирани во регистарот. Ние очекуваме понатамошно тоа да се зголеми, да има и за другите диагнози кои се запишани. Според регистерот во источниот дел од државата се регистрирани 4 пациенти со ретко невролошко генетско заболување. Други пациенти во државата со вакво заболување нема. Во Штип има околу 20 на лица кои имаат ретки болести. Тројца од нив се членови на Сдруженијето Сплотени срца, од каде што денес ги повикаат да излезат и да се придружат во борбата за подобри услови за живот. Ги повикуваме сите рица, деца, родители кои што имаат деца со ретки болести да не контактираат, бидејќи ние заедно мова да се избориме. Оваа категорија мова конечно наталожените проблеми да бидат решени, рековите редовно да ги добиваат, да не мора да одат само во Скопје да ги подигаат, да можат да ги подигнат и во својот град. Покрај зголемување на фондот за ретки болести, во наредниот период ќе се прави напори, истите да може да се категоризираат,
со што ќе може да добиваат и социјални услуги. Голем напредок, затоа што ретките болести не беа ни влезени во категоризација, голем дел од нив, па беше многу тешко да стигнат до одредени надоместоци кои им следуваат во однос на физички и ментални дисабилитети, па одеа преку посебни потреби и слично. Невладиниот сектор на денешниот меѓународен ден за борба против ретките болести бара заболените да имаат редовен третман, но и да може да се лекуваат во странство кога нема можности во земјата. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Штип пред медиумите денес обвинува дека Штипската клиничка болница деновиве не обезбедила грејење за вработените и за пациентите од цела Источна Македонија. Денес пред медиумите од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Штип со обвинување за срамно и недостоинствено здравство во нашиот град. Во 21 век, наместо од клиничка болница Штип да се добиваат информации колку човечки животи се спасени, колку болести се навреме диагностицирани, јавноста добива спротивни информации. Се добиваат информации дека клиничката болница не обезбедила грејење за своите вработени и за пациентите од цела Источна Македонија. Во 21 век добиваме информација дека клиничката болница не обезбедила грејење за своите вработени и за пациентите од цела Источна Македонија. Несериозниот однос на менеджментот на болницата ја остави оваа исклучително важна институција без грејење и тоа во нестудените денови на годината. Тоа значи дека пациентите кои ја посетуваат болницата со веќе нарушено здравје имаат ризик од истата таа болница да излезат уште поболни. Ова е единствената здравствена институција во регионот на која и е доверено здравјето на пациентите, на сите граѓани и која за жал не води сметка за основните права на пациентите. Време е штипските функционери од областта на здравството да ги напуштат своите топли канцеларии и да прошетаат низ собите на клиничката болница и така ќе сватат дека животот во болницата не дошол. Во болницата имаме само студ, ледени радиатори и пациенти кои барале здравје, а добиле болест. На најголемите гласноговорници против здравствените услови кои ги обезбедуваше претходната власт, сега на највисоки функции во здравството, од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Штип им предлагаат да преземат мерки за итно да го решат проблемот со грејењето. А еве го и одговорот на денешниот прес на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Штип од јавната здравствена установа Клиничка болница Штип. Проблеми во врска со грејењето во Клиничка болница Штип воопшто не постојат. Од почетокот на грејната сезона се затоплуваат сите згради и сите простории во болницата. Пред да започне сезоната, санирани се сите дефекти на сите одделенија, поправена инсталацијата на детското одделение, каде што имаше поголем проблем и моментално истата безпрекорно секаде функционира. Претходните години во болницата имаше период од немање грејење и по неколку недели така, до сега сето тоа е минато, а настојуваме во интерес на пациентите и вработените сите простории да се уредно затоплени со цел подобрување на условите за лекување на пациентите и подобри услови за работа на вработените. Вчерашниот случај немање парно грејење од само неколку часа беше од техничка природа. А како овие ниски минусни температури се одразуваат врз земјоделските посеви? Минусните температури во овој период од годината не можат да направат штети кај земјоделските посеви. Снегот ги штети житариците, овошките се уште не процветале. Минус 20 степени под нулата е критичната температура за овошките и за виновата лоза. Инаку минатата година 130 земјоделци во Штипско го осигурале своето производство. Студот и ниските температури кои ноќеска ќе се спуштат до минус 10 степени под нулата нема да предизвикаат штети во земјоделството. Во рејонот на Штипско нема цутење на овошните дрвца, поради што овоштарите не треба да бидат загрижени дека ќе има штети. Овие температури нема да и наштетат и на житариците кои се во фаза на братимење, бидејќи снежната покривка ги штити. Пченицата и јачменот издржуваат пониски температури, пченицата до минус 20, јачменот до минус 12. Ова фаза на житните култури, кој што е фаза на братење, и овие пониски температури во овој период, значи воопшто нема
да направат некои поголеми штети. Доколку температурите се спуштат на повеќе од минус 20 степени под нулата, тогаш ќе измрзне виновата лоза. Исто и за овошките, иако важно е тоа во која фаза од развојот се погодени од ниските температури. Лани во април измрзна овошните и лозовите насади на само минус 5 степени. Пролетните мразови предвреме го обраа родот на земјоделците, штетите изнесуваа и до 100%. Годинава осигурителните компании се пожалија дека нема интерес за земјоделско осигурување и дека земјоделците нема да го осигуруваат родот, се додека државата ги обештетува. Народот вели стравот го чува лозјето, па минатогодишното лошо искуство со временските неприлики сериозно го сватија околу 130 земјоделци во Штипско кои го осигурале родот на нива. Иако околу 600 земјоделци поднесоа барања за обештетување на штетите од мразот. Насилство, нетрпение околу нас и пред нас, но сепак радува фактот дека учениците во штипските основни и средни училишта сепак се безбедни. Покажуваат извештаите на училиштата и на надлежните служби во општина Штип. Безбедноста во училиштата и училишните дворови во изминатиот период е зголемена со чуварските служби кои се лиценцирани, но и со присуството на полицијата пред училиштата еднаш неделно во самите училишта, сметаат од општина Штип. Билјана Казанџиска, раководител на оделението за јавни дејности, забележува дека за вчерашниот случај со манијакот, кој се соблекувал гол на улицата пред едно од штипските средни училишта, се случил надвор од училишниот двор, со што се и надлежни и полицијата, која и веднаш реагирала. Поред неа, учениците во училиштата имаат доверба во полициските службеници, кои се во самите училишта еднаш неделно. Доаѓаме до целта да учениците знаат дека полицијата се нивни пријатели, да се тргне таа табу тема или таа маска, како што знаете, нели, некогаш учениците се заплашуваат со полиција. Целта е постигната дека учениците имаат целосна доверба во присутните полицајци. Гледаме, како што согледавме, нивото на безбедност е подобрено. Она што се случувало, оние немили настани, како што ги споменавте, се надвор од училишните институции, затоа нормално води грижа полицијата. Наша цел е да се грижиме за вакви појави, да не се случуваат во училиштата и училишните дворови. Извештаите покажуваат дека со присуството на полициските службеници во училиштата и во училишните дворови има и помалку насилство и тепачки меѓу самите ученици. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски пред неколку месеци во Штип најави дека токму центарот на Истокот ќе биде вториот град каде што и ќе се промовираат позорникарите. За другите актуалности, дали новите измени во Законот за стечајни работници ќе им обезбедат финансиски надоместок на поранешните вработени во штипските фирми Политекс, Селена или Махпромет? Од Сдруженијето УНИТ велат дека токму со овие измени ќе биде задоволена и правдата кон овие работници. Во моментов во Штип стечај надоместок земаат помалку од 200 граѓани. Со новите измени и дополнување во Законот за стечај надоместок ќе бидат опфатени дополнителни 1900 стечајни работници. Право на материјално обезбедување ќе имаат стечајците, чиј престанок на работниот однос настанал во моментот кога предпријатието со доминантна сопственост на државата се приватизирало. Но под еден услов, единствениот матичен број на субјектот да не е променет од моментот на заснување на работниот однос во тоа предпријатие. Се планира стечај надоместок во висина од околу 7600 денари да добиваат и поранешно вработените во фабриките Макпромет, Селена, Политекс, како и дел од ЗИК Црвена звезда. Ќе биде опфатени сите стечајни работници на кои е приватизирана фирма или е настанато акционерско друштво, со стој што треба да е бија стечај работник или работник во фирма, приликом, значи, приватизација или настанување на акционерско друштво. Во предвид ќе се земи и вкупниот работен стаж од различни фирми, чиј доминантен сопственик е државата, а ќе може да аплицираат и стечајците, кои до септември, додека трае законот, наполнат најмалку 52 години за жени и 55 години за мажи. Може, значи, да аплицира секое лице кое нема во моментот 52 или 55 години, а ќе наполни до септември, додека трае законот. Согласно законот, досега се издадени 2732 решенија, од кои околу 200 се во Штип.
Граѓаните на Република Македонија се поретко склучуваат полиси за осигурување. Дури и природните катастрофи кои знаат да се случат делумно влијаат врз свеста кај граѓаните за да си го осигураат имотот. Подем се забележува само кај здравственото осигурување. Македонците ретко носат одлуки да го осигураат имотот по своја волја. Природните катастрофи кои што се почесто се случуваа во изминатиот период, само делумно влијаеле врз големувањето на свеста на граѓаните за склучување осигурителни полиси. Од Агенцијата за супервизија на осигурување сметаат дека е неопходна едукација на населението за да знаат дека осигурувањето е инвестиција, а не луксус. Споредено со лани, бројката на склучени полиси за осигурување на имот од земјотреси, поплави и осигурување на земјоделски посеви бележи пат. Подем се забележува само кај здравственото осигурување. Да, осигурен сум. Лично и имовината и така. И добивате ли бенефиции од осигурањето? Па сега уште не е тоа кога ќе настанат незгодите, тогаш се добиват. Па ние не, само кола осигуруваме. Јас имаше камион порано, направиме сообраќај, ништо не ме платил сигурно. Сега има некој сега, пое добро сега. Па искрено, мислам дека се добри поголем дел од можностите кои што се нудат. И осигурителни полиси, особено за дом. И по мене искрено и осигурување животно е во ред. Полисите за задолжително осигурување од автоодговорност зафаќаат 45,24% во осигурителниот сектор. Пат се забележува кај земјоделското осигурување, за тоа зголемувањето на перцепцијата за незадолжително осигурување ќе биде во фокус идниот период, велат од Агенцијата за осигурување. Од Агенцијата за осигурување исто така тврдат дека е потребна дисциплина кај компаниите за плаќање на штети. Статистиката покажала дека до 2015 година пристигнувале во просек 200 представки годишно од незадоволни граѓани, додека во 2017 година имало само 97. Од Агенцијата за супервизија на осигурувањето најавуваат дека наскоро ќе се започне и со продажба на полиси за автоодговорност и преку интернет. Политичката криза навлијала негативно на секторот во услови на зголемена неизвестност, сепак осигурувањето расте, велат од Агенцијата. Од МВР јавуваат за тепачка и сообраќајка, ние ви пренесуваме. Тепачка во Трлово селото Радање, тројца жители од плачковичкото село Кучица го претепали и му нанеле телесни повреди на 40 годишен жител од селото Јонузлија, додека си работел во Трлото. Тепачка во Трлово Карбинското село Радање. Во тепачката во која учествувале четворица потешко повреден 40 годишен жител на селото Јонузлија. Него прво вербално, а потоа и физички го нападнале 3 лица на возраст од 30 до 33 години, сите тројца од плачковичкото село Кучица, кои вчера попладне околу 16 часот со возило пристигнале до Трлото во атарот на селото Радање, каде повредениот нешто работел. Веднаш штом излегле од возилото, напаѓачите почнале со расправија. Истите започнале да викаат на висок тон и да го предизвикуваат СТ на расправија. Трите лица физички го нападнале СТ, при што му нанеле тешки телесни повреди, скршеница на 3 пршлини и го напуштиле местото на настанот, информира од МВР. СТ, поради сериозните повреди со кои се здобил, е хоспитализиран во Штипската клиничка болница. Истрагата на полицијата треба да ги утврди причините за тепачката. Неофицијално се работи за неразчистени имотни односи од купо-продажен договор. Се работи на целосно расчистување на случајот, пошто ќе биде поднесена соодветна пријава, велат од полицијата. Штипјанец учесник во сообраќајна незгода во Скопје. Како што објави Министерството за внатрешни работи, незгодата се случила вчера околу 11 часот и 30 минути на крстосница од булеварот Јане Сандански со улицата Васко Карангелески, кога дошло до судир меѓу две патнички моторни возила Ауди А4 и Volkswagen Golf, кој го управувал 33 годишниот штипјанец со иницијали ДЛ. Во судирот со тешки телесни повреди се здобила 64 годишната сопатничка во возилото Ауди, управувано од 68 годишен скопјанец.
Двајцата биле пренесени во клиничкиот комплекс Мајка Тереза, а по укажаната помош возачот на аудито бил пуштен дома. Увид на местото на незгодата извршила екипа од СВР Скопје. Министерството за култура ќе финансира 5 проекти кои ќе ги реализира Виничкиот музеј Теракота. За прв пат добиваат средства за одржување на познатото Виничко кале, каде што се пронајдени теракотните икони, а кои оваа година ќе патуваат на меѓународната изложба во Белград за време на чествувањето на празникот Свети Кирил и Методи. Од областа на археологијата имаме проект кој што е истражување на еден локалитет кој што е евидентиран во археолошката карта на Виница, меѓутоа имаме нови сознанија кои што сакаме да ги потврдиме и овој проект се однесува на рекогносцирање на локалитет во близина на село Дребобраште. Значи, ова ќе го реализираме во текот на месец октомври 2018. Дали ќе ви бидат доволно средствата од Министерството за култура за реализација на сите тие проекти, комплетна реализација? Министерството за култура учествува значи со еден дел од средствата, а бидејќи ние сме локална установа која што е финансирана од страна на општина Виница, за она што ќе ни биде дополнително потребно за квалитетна реализација на овие проекти, ќе побараме значи финансиска помош од општината, која што исто така е вклопена во овие проекти, како тој што дополнително финансира, и исто така со наши сопствени средства, значи за да ги реализираме како што треба овие проекти. На денешниот прес од страна на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Штип истакна меѓу другото дека пред изборите градоначалникот на Штип ветувал дека Штип ќе добие центар за рехабилитација за деца со посебни потреби, но откако седнал во фотелјата, од ветувањата нема ништо. Еве го остатокот од денешниот прес на ВМРО ДПМН. Некои од нас немаат еднакви услови за живот, со некои од нас судбината си поиграла, па затоа се потребни огромни напори и добра волја за да станат еднакви со останатите. Таков е примерот со децата со посебни потреби. Нивната судбина е оставена во раците на институциите и системот, кои деновиве ги направија заложници на политичките игри на локално ниво. Вака обвинија денес на прес од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Штип. Пред изборите, градоначалникот ветуваше центар за рехабилитација за деца со посебни потреби, но откако седна во фотелјата, ветувањата се претворија во лаги. Поминаа неколку месеци, но градоначалникот не само што не превзема ништо околу ова, туку се обидува да спречи и еден граѓански гест. Иако претходно им беше ветено дека ќе добијат просторни или најмалку локацијски услови за изградба на центар за овие деца, пред неколку дена градоначалникот лично им соопштил на родителите дека не е во можност да го исполни ветеното. За апсурдот да биде уште поголем за доброто на децата со посебни потреби, физичко лице од Штип решава да се откаже од својот имот и заедно со направениот проект да го подари на овие граѓани, подсетуваат од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Штип. По втор пат градоначалникот не покажува добра волја, па наместо со одлука на совет земјиштето да се подари на Сдруженијето на граѓани Сплотени срца, тоа наскоро ќе биде ставено на лицитација за да биде откупено од најранливата категорија на граѓани. Почитуван градоначалник, зарем овие деца заслужуваат да бидат заложници на политички интерес? Зарем нивниот живот не е доволно тежок за дополнително да го отежните со манипулативни административни пречки? Зарем вака се грижите за најранливата категорија граѓани? На денешниот прес од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Штип порача да не се разочаруваат децата и да се покаже добра волја и влевање малку надеж во нивните кревки животи. Писмена реакција на прес-конференцијата на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Штип доаѓа и од Општина Штип. Општина Штип со индигнација ги отфрла неоснованите обвинувања од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Штип и нивните недостоинствени ниски обиди да манипулираат со маката на децата со посебности и нивните родители. Општина Штип излегува во пресвест на сите своји граѓани секогаш во рамки на овластувањата и секогаш согласно законите. Потенцираме дека не постои законска форма за подарување земјиште, доколку доктор Миташев сака да им помогне на оваа категорија граѓани, има две можности.
Прво, може да им ја даде парцелата на користење, но истата согласно законот за градежно земјиште ќе остане во негова собственост се до изградбата на целиот објект, предвиден согласно ДУП, а потоа може да им ја подари. Второ, доктор Миташев може да ја врати парцелата на Република Македонија, а потоа истата може да биде предмет на јавно наддавање. Сето ова детално беше објаснето на доктор Миташев. Што се однесува до конкретната парцела, би сакале да информираме јавноста дека доколку собственикот не постапи согласно предходен договор, веќе влегува во фаза на плаќање пенали заради нереализација на проектот. Не би сакале ниту да помислиме дека инвеститорот се обидува да ги избегне обврските и одговорностите преку вмешување на оваа ранлива група граѓани. Потенцираме дека ниту Миташев, ниту кој било друг не може да го убеди градоначалникот и службите на Општина Штип да работат спротивно законите во Република Македонија. Општина Штип води грижа и заедно со Министерството за труд и социјална политика ќе предложи да работи на финансирање на ранливата категорија граѓани. Членовите на карате клубот Штип во своите клубски простории си ја прославија првата шампионска титула во својата историја, освоена во екипна конкуренција со што ја збогатија збирката на штипски спортски трофеи. Карате клубот Штип за прв пат во својата историја ја освои шампионската титула во екипна конкуренција, со што испишува една нова страница во штипскиот спорт. Тоа беше повод и причина во присуство на своите членови, пријатели, како и штипските медиуми, заеднички да ја прослават сосема заслужената шампионска титула. Слободно можам да кажам дека се случи чудо. Го победивме големиот Мак Петрол, дури со само 3 надпреварувачи, со големите имања Жарко и Емил, од тука се наметна и Јордев Столе, кој дадоа максимум од себе и успеавме да го поразиме Металург со резултат 3:2. Исклучително жестока е конкуренцијата во категоријата плюс 84 килограми, во која се надпреварува Жарко Арсовски. Најтешка категорија, најтешки противници, за што се потребни најжестоки подготовки, кои овој пат беа помогнати од силната поддршка од трибините во спортската сала Јордан Милков во Штип, а кои се постреки моти плюс за понатамошните тешки искушенија. Имаме сега еден тренинг камп со многу светски репрезентативци во Лашко во Словенија. Веднаш после тоа одиме во Лашко на меѓународен турнир. Одма после тоа ни следува премиер лигата во Ротердам во Холандија. После една недела ни следува Балканското првенство, а после Балканското првенство, после 2 недели одиме на премиер лига во Рабат, Мароко. После тоа ќе се подготвуваме за Европското првенство во Нови Сад. И после Европското првенство не очекува благодарност на тоа што станаме екипни државни прваци, одеме на Европско регионално клубско првенство и со тоа ќе го завршиме пролетниот циклус на надпревари. Веднаш потоа ни следуваат припреми во летниот период, физички, тактички припреми. Потоа во месец септември и октомври имаме повторно премиер лиги во Истанбул и во Германија. И после тоа следува светското првенство, кој што ќе се одржи во месец ноември. Така да агендата ни е доста збиена. Јас не се сомневам во нашата спремност, во нашата издржливост, се надам дека успешно ќе издржиме цела година. Славјата е уште поголема, бидејќи титулата е освоена со само 3 надпреварувачи, за кои се докажа дека се врвни. Изминативе 2 недели можам да кажам дека покажав дека сум во врвна форма. Најпрво на освоеното сребрено одличие во Дубај. Тоа ми ја згони мојата самоодбрана на едно повисоко ниво, кадете на државното првенство имав доста успешен настап. По 9-ти пат станав државен сениорски првак, но ете она што ми е многу драго е првото место во екипна конкуренција, каде Карате клуб Штип за прв пат во својата историја донесе еден ваков резултат. Мора да се напомни и тоа дека бевме тројца надпреварувачи, каде што во стартот губевме со 2:0 и ниеден од нас немаше право на кикс, така што притисокот беше доста поголем. И јас бев настапен прв, успеав да го победам доста искусниот надпреварувачот кој е две категории по-голем од мојата категорија, успеав да го победам. Тука Жарко успеа и тој да победи една најинтересната борба, каде што Столе Јордев
успеа да победи, така да славиме на овај резултат. Многу ми е драго што децата од нашиот клуб се радуваат на нашите успеси. Знам и јас како е кога сум бил на нивни години, како сум се восхитувал на моите тренери, на моите идоли. Тоа само ми дало една голема мотивација еден ден и ја да можам да ги постигнам тие резултати, така што ова е многу значајно и за самите тие, така што гледат дека вежбат со најдобрите во Македонија и во светот. Со сребрениот медал од Дубај, вратата кон Токио 2020 е подотворена, но сепак се потребни уште многу трофеи за да конече после долг период испратиме македонски спортисти на Олимпијада со остварена олимписка норма. Многу генерации на каратисти сонуваат да се најдат на олимписките игри, но нема прилика, благодарение ние имаме сега, откако каратето влезе на олимписките игри во 2020 Токио, имаме шанса да учествуваме. Минатиот турнир кој што се одржа во Дубај, успеав да постигнам голем резултат, каде што е тоа многу битно за исполнување на олимписка норма, бидејќи овие турнири се доста значајни и се доста бодуваат за исполнување на олимписката норма. Со вакви резултати да продолжиме понатаму до уште 2 до 3 турнира на овие премиер лиги да постигнам медал. Но главна цел е светското првенство, каде што сум сигурно доколку се најдам во финалето, мислам дека можам, бидејќи сите оние противници кои ми се на премиер лигите ќе бидат и на светското првенство. Во Дубај победив доста добри надпреварувачи, што ми даде за верба, да верувам во себе дека можам да се најдам на олимписките игри во Токио. Се надевам дека сега и државата и Карате Федерацијата на Македонија ќе не возможи прекрасни услови за што полесно можеме да се подготвиме за престојните надпревари и после подолг период. Мислам дека 17 години Македонија нема учесник на Олимпијада со олимписка норма. Се надевам дека токму од каратето после толку време ќе го прекрачи тој, после ќе имаме учесник на олимписките игри во Токио. Се надевам дека еден од нив ќе бидам и јас. Шампионскиот пехар во екипна конкуренција ќе ги краси витрините на карата клуба Штип, а огромен дел од заслугата му припаѓа на повратникот Столе Јордев, кој после 5 години се врати на најдобар можен начин. Јордев, честитки и еве Чувството за освоената победа е многу големо. За таа голема пауза од 5 години што немам тренирано, сега полека се враќам во форма и ова е голем успех за мене лично. Исто и за нашиот клуб. Значи, Металург е долгогодишен првак во лигата и ние успеавме да ги победиме. Ние бевме тројца надпреварувачи, почнавме со хендикеп од 2-0 за нив и од трите борби моравме да издвоиме 3 победи. Значи, заслугата не е моја, значи заслугата е на нас тројцата. Жарко победи, тој се бореше прв, потоа Емил и на крајот остана на мене последната решавачката. Заслугата е подеднаква на сите, мислам. Атмосферата во спортската сала во Штип беше величествена. Се почестите успеси на штипските каратисти придонесоа Штип да биде организатор и домаќин на ова првенство, а каратистите на карате клуба Штип на најдобар можен начин со титули со одолжија и ја корниса ова волшебна спортска дружба. Честитки за каратистите на Штип, им посакуваме да нижат успеси и во иднина. А вам, почитувани гледачи, ви благодариме за вниманието. Останете во приложение со Ирис телевизија и имајте пријатна вечер.